Добро утро, Наталија, повели. Добро утро, Иван. Моја втора соговорничка е Јана Зинговска, психолог и представник од Мегјаши. Добро утро, Јана. Колку е одговорно од родителите да им отвараат Facebook профили на своите деца со оглед на тоа што содржините не се цензурирани и можат да истражат и видат буквално се? Ја би сакала родителите да бидат информирани дека сите забрани кои што постојат и ограничувања се со цел првенствено да ги заштитат децата и директно е нивна одговорност кога се лаже, да не речам, за годините и се отвараат Facebook профили. Најверојатно тоа е со цел децата да бидат во контакт со потребите општествени, да бидат поприфатени од групата на врсници. Меѓутоа, доколку родителите им се зголеми нивната свест и доколку родителите еден по еден не им отвараат Facebook профили на децата, притисокот од групата на врсници ќе биде многу помал и сметам дека е навистина директно нивна одговорност како понатака ќе ги воспитуваат децата и како ќе ги заштита децата од ова сајбер насилство кое што може да се случи на социјални мрежи. Исто така се објавуваат разгулени слики од деца на плажа и слично. Знаат ли родителите колкава е опасноста од објавување на слики од ваков тип? Ја мислам дека би требало да знаат родителите, затоа што не прв пат говориме за тоа колку е несоодветно да се објавуваат особено слики на голи деца, деца од летните одмори и така натаму. Меѓутоа, сепак мислам дека важи правилото дека тоа на мене не може да ми се случи. Родителите треба да бидат свесни дека се што ќе објават на Facebook или на било која интернет портал останува таму и директно ги внесуваат во ризик своите деца. Група на луѓе кои што сексуално можат да злоставуваат, да ги искористат и да ги злоупотребат фотографиите на нивните деца и не знам која е целта на поставување на разголени фотографии од своите деца. Како да ги заштитиме децата да не станат асоцијални и зависни само од социјалните мрежи и како да ги заштитат, да родителите да ги заштитат да не гледаат буквално се, да им ги ограничат содржините во тој аспект, како да ги заштитиме? Првенствено ќе им ограничат времето кое што го поминуваат на интернет. Во светски рамки постојат и софтвери каде што можат родителите да видат на кои сајтови и колку време поминувале нивните деца и тоа е еден од начините на кои што може да ги заштитат децата. Не е тоа начин на кој што ги контролираат децата, збориме за помала популација за децата кои што имаат помалку години, меѓутоа првенствено треба децата да ги изнесуваат надвор, да им даваат да трчаат, да играат, да се дружат, да ги повикуваат нивните другарчиња кај нив дома и буквално да им го ограничат и да им забранат додека се во друштво да бидат на iPhone и таблети или да играат мрежно игри, туку што повеќе да комуницираат. Одговорноста е директно на родителите и они навистина можат да го спречат ова доколку им дозволат на децата што повеќе време да поминуваат во природа, да истражуваат, да бидат љубопитни и на таков начин ќе можат соодветно да ги развијат своите потенцијали личностни кои што секој ги поседува. Сметате дека родителите се одговорни за тоа што денешната младина и децата се понекомуникативни, нема веќе игри како што имало порано да излезат надвор и да играат групна игра, се сведува на социјални мрежи, кој каква слика постирал, каде бил. Сметате дека тоа е дефинитивно одговорност само на родителите? Не, тоа е општествен контекст, затоа што секое време си носи свои убавини. Интернетот, социјалните мрежи, се многу убави работи кои што ни овозможуваат на побрзо да дојдеме до информации и така натаму. Ја не сакам да ги негирам бенефитите кои што ние ги имаме од интернет и се оно што ни го нуди новата технологија. Меѓутоа, од друга страна, сакам да кажам дека се што е претерано не е добро и сакам да кажам дека природата го создала човекот и ги создала децата да бидат надвор, да бидат во контакт со неа, не да им го ограничат целосно да не бидат во контакт со технологијата. Меѓутоа, што повеќе време да поминуваат во природа, што повеќе да размислуваат, што повеќе да разменуваат, таквиот начин на однесување може да го поттикнат родителите, затоа што првенствено семејството е она кое што ги моделира децата, потоа групата на врсници и општеството во кое што живееме. Ти благодарам што беше моја денешна соговорничка. Иван, доколку нема дополнителни прашања, тоа беше се. Наталија, само едно прашање. Дали до Меѓаши, односно до СОС телефонот на Меѓаши пристигнуваат јавувања или представки за оно што е познато меѓу луѓето како интернет булинг?
Имаме прашање од студио, дали до вас, до Мегаши пристигнуваат или СОС телефонот пристигнуваат повици за она што е интернет злоупотреба? Да, интернет злоупотреба. На СОС телефонот 0801 22 22 до сега сме имале повици за интернет злоупотреба, најчесто од страна на малолетници, при објавување на несоодветни содржини на своји врсници со цел да се наштети на интегритетот на лицето кое што му се објавени фотографиите. Потоа имаме пријави од родители, каде што исто така се објавени несоодветни фотографии и содржини и случаи каде што се пријавени закани по Facebook. Сите овие случаи ги пријавуваме во Министерството за внатрешни работи, оделение за компјутерски криминал, каде што е најсоодветното место каде што може да се види и да се преземат државните институции да преземат соодветни активности, воедно и во Дирекција за заштита на лични податоци. Граѓаните треба да знаат дека било која форма на злоупотреба, ако ја забележат, дека треба да пријават овие државни институции, бидејќи секое премолчување значи и одобрување, а доколку не ги информираме соодветно институциите, нема да може никој да ни помогне. Ви благодарам. Студија? Благодарност до тебе, Наталија, и до твојата соговорничка Јана Зенговска од првата детска амбасада Медјаши.